Почитувани, 2% доверба од народот и судскиот совет уште молчи за пајазити, кој дозволи бегство, помилува поранешен функционер на ДУИ и ги ослободи насилниците од Скопскиот аеродром. Дали некој во правосудството има дилема зошто народот има 2% доверба? Колкава треба да биде довербата кога институцијата која треба да ја гарантира независноста на судството се става во заштита на ДУИ и СДС? Судскиот совет со денови го толерира пајазити, кој не само што овозможи да избега Блерин Рамадани, туку и условно го осуди Иџет Мемети, кој призна подкуп наместо да досуди затвор. Тоа е рамно на амнестија. Истиот пајазити ги ослободи насилниците од Скопскиот аеродром и во целост е усогласен со политиките на ДУИ и СДС, наместо да суди по закон. Пајазити одамна требаше да биде разрешен, ако судскиот совет не беше под 100% влијание на ДУИ и СДС. Член на истиот тој судски совет до неодамна беше и сега осудениот Наќа Георгиев, кој беше фатен во подкуп, кој го зел за да влијае друг судија да досуди помала казна за Боро Малборо. А асистенција му вршил Иџет Мемети, заменик председател на Советот на јавни обвинители. И како сега народот да му верува на судскиот совет и Советот на јавни обвинители, кога тие што седат во него, живи, се фаќаат како земаат подкуп со цел да влијаат во постапки. И наместо да преземат чекори кон подобрување, имаме еден долг и непрекинат молк. Уште еднаш повторуваме. Реформи во судството мора да има. А пред тоа, институциите да си ја завршат работата и да почнат со санкционирање на пајазити, да го спасат оној рейтинг од 2%, ако не се стопил. Почитувани, дали има прашања? Господин Петрушевски, до прес-центарот на ВМРО ДПМН пристигна едно прашање од СДСМ обвинува дека бегството на Блерин Рамадани е организирано од структури на ВМРО и вработени во институциите. Ваш коментар. Самиот факт што СДС фамозните наводи ги презентираат во прашална форма, говори дека се свести дека лажат и ловат во матно. Жално е да се гледа како СДС панично се обидуваат да го заштитат пајазити, кој е единствено одговорен зошто сега Блерин Рамадани е на слобода. Да изречеше пајазити затворски притвор, сега Рамадани ќе беше во шутка. Покрај спасот на пајазити, СДС сакаа да покријат огромен скандал за кој се виновни тие. А тоа е фактот дека двајцата избегани од затвор, приведени за убиството кај Мавровка, се избегани во нивно време. ЕК, првиот од приведените, е избеган од Идризово на 15 април 2024 година, а АК, вториот од приведените, е избеган од шутка на 22.7.2024 година, 2 дена пред смената на директорот на оваа установа. Дали се ова беше планирано во СДС и дали намерно пуштиле од затвор да избегаат лицата кои се приведени за убиството? СДС сака да создаде хаос, но тоа не поминува. Институциите постапуваат експресно и одговорност ќе има за секој еден.